Почитувани, власта ја исполни својата цел после многобројните притисоци. Наставниот кадар започна со настава, но одговор за тоа докаде се преговорите со СОНК се уште нема. Стана јасно за методите на власта уште во моментот кога беше поставен помирувачот. Помирувачот е човек вработен во кабинетот на министерката за труд и социјална политика Тренчевска и тој не може да биде непристрасна страна, кога една од засегнатите страни е владата, односно Ковачевски. Владата успеа да го стави СОНК во подредена положба, а наставниците да ги деградира и понижи. После бројните закани кои владата ги упати кон СОНК, а истите не успеаа да ги предомислат наставниците, сепак владата изнајде начин како да го запре штрајкот, повикувајќи се на законот за мирно решавање на споровите. Власта брутално го уништи достоинството на наставниците во моментот кога се закануваа дека ќе ги загубат своите работни места, дека ќе се најде нивна замена, дека платите нема да им бидат исплатени во целост, за само еден ден после тоа да дава поддршка и благодарност до наставниот кадар. Доколку владата навистина сакаше да го реши спорот по пат на медиација, тогаш тоа можеше да го стори уште пред да започне штрајкот или многу брзо по започнување на штрајкот. Нивната манипулација се гледа и денес кога молчат и не ја информираат јавноста до каде се преговорите. Дали и каков напредок е постигнат, кој е предлогот на владата за решавање на проблемот. Почитувани, власта е должна на јавноста да ја одговори што се влегло во така наречената преговарачка рамка, а не да се надева дека јавноста ќе заборави и нема да има потреба од дополнително информирање. Измама и злоупотреба на наставниот кадар нема да дозволиме. Бараме владата да одговори до каде е диалогот на власта со СОНК. Ви благодарам.